Уште на 24-ти предходно се знаеше дека се случи за пари. И тоа не за малку пари, туку за многу пари. Се знаеше причината, добро. Она што мене ме разочара после тој 24 декември е тоа што ако на некој начин новинарите прв пат покажаа сплотеност, како што кажа Љубиша, кога ги гледав првите информативни изданија на речиси сите телевизии, верувајте дека немаше ниту збор од нашите колеги за тоа што се случи на галеријата. Немаше ниту збор за тоа што се случуваше доле во собранието. Значи, пратениците од опозицијата ја напуштија салата според медиумите, а новинарите беа љубезно замолени да ја напуштат галеријата. Верувајте дека долги денови после тоа се уште ги чувствував модриците од љубезното замолување да ја напуштиме галеријата. Она што го добивме беше, ако нели колегите не известија дека нешто станало, веднаш утредента кажаа дека председателот на државата, председателот на собранието, председателот на владата жалат за настанот со новинарите. Ако не известија, не ми е јасно што жалеа тогаш и што имаме ние од тоа жалење. Значи, единствено што требаше да се направи е да се лоцираат виновниците, да се побара одговорност за тоа што се случува, но не со ваква комисија и со ваков состав на комисијата во која што двајца членови се директни учесници во настаните и сите што беа новинарите знаеа дека барем едно 50 на пораки на господинот Илија Димовски сите му напишавме за да ја крене главата и да го прашаме зошто не бркаат од галеријата.